Предлог решение за запирање на објавување на заклучок за давање на согласност за формирање паралелки со полно број на ученици во општинските основни училишта од општина Кочани за учебната 2025-2026 година од страна на началникот да поставам на гласување. Кој е за? Против? Никој не е за. Кој е против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Воздржани? 1. Констатирам дека со 16 гласови против и 1 воздржан не се прифаќа решението за запирање на објавување на заклучок и се наложува на градоначалникот истата одлука претходната седница да ја објави во службен гласник. Со 16 гласа за и 1 воздржан, советниците во Советот на општина Кочани гласаа против решението на ВД градоначалникот Венко Крстевски, со што ќе се формираат паралелки со помал број на ученици. Ова следува откако на 50 наставници не им се продолжија договорите за работа, а 2 недели дел од основците и средношколците во училиштата во Кочани губат настава. На денешната вонредна седница председателот на Советот Лазо Митев истакна дека е поднесена кривична пријава против ВД градоначалникот Крстевски заради злоупотреба на службената положба. Крстевски денеска не беше присутен на седницата на Совет. Вчерашното ден е поднесена кривична пријава до јавното обвинителство за злоупотреба на службена должност. И јас стојам како председател целата оваа ситуација да се испита. Зошто се крие овој документ? Ако градоначалникот пратил претходниот пат и за 24 часа стасало министерство, ако на 5 септември е пратено, зошто денеска 12 овој документ се уште го нема воопшто? Се сомневам дека некој го крие овој документ. Зошто? Штета е за нашите деца кои што чекаат. Јас апсолутно сметам дека има сомнение за кривично дело. Изјавите, се извинувам, морам да кажам дека градоначалникот кој што го донесе ова решение сега не е присутен. Јас побарав од службите да се јават и тој и секретарот не се присутни на оваа седница. Од кои причини ги прашат новинарите? Во општина Кочани оваа учебна 2025-26 година има запишано 254 првачиња или за 50 првачиња помалку споредбено со претходната година. Затоа се бараше формирање на паралелки со помал број на ученици.